Добре, најша сцена за Зорица Панчиш. Здраво, Зорија. Добро те најдов и те видов. Мило ми е. Дома ти дојдов? Дома, во другата дома. Во другата дома ти дојдов? Во театарската Во дома. театарската дома. Многу 2025 година е во знаков твој некако. Што и да свртиш, кај да отвориш, ете Зорче од сите страни излегува. 30 години си ни била дел од театарот Джинот. Да не кажам дека 30 години си една од најдобрите актери во Македонија. 30 години си најдобриот, најмилозвучниот глас во Македонија. Фала. 30, жена ми рече да кажам дека имаш најубав глас и дека емисиите каде што ги каде што е гласот во позадина се гледаат само заради твојот глас. Фала многу. Сега нешто не можам се пофалам со новој добар глас, изморен ми е малку. И јас сум изморена, ама не е ништо страшно, ќе ми Не е помине. ништо страшно, па не мора стално да е гласот во топ форма. Да. Инаку сега тоа, не знам колку има врска со мене, јас тоа поинаку го гледам. Кај тоа Божја работа. Така? Да. Јас сум инструментот. Зоре, ајде, кога сме кај гласот, го негуваш гласот, вие глумците, нели гласот ви е главен апарат за работа. Да. Оперските пејачи знам на кој начин го негуваат. Вие што правите? Па вака, јас не можам да се пофалам многу дека нешто го негувам гласот, со оглед на тоа дека сум пушач. Значи, одма минусот. Прв? Па, сега. Меѓутоа, вака природно не пием газирано, пием понекогаш, многу ретко. Сакам чаеви. Тоа е Си негативно. приметила дека нешто ти делува подобро или полошо во однос на гласот? Тоа што го правиш или што не го правиш? А порано да. Порано многу ми пречеше газирано. И забележав дека газирано ми пречи ако пијам додека трае театарската сезона. Ако ќе дојдеш лето, ако се напиеш нешто газирано, не ми беше ништо. Што значи, овде беше проблем. Так. И го решив тој проблем, веќе не ми пречи ништо. Сега ми е само изморен од многу работа и многу зборување. Иначе го загревам пред представа, нели со вежби, говорни и така натаму. Меѓутоа некоја поспецијална нега, не можам да кажам дека Не можеш да се попалиш дека си не можам да направиш. се пофалам, не. За разлика, сакам да кажам, оперските пејачи посебно, ти ако не го негуваат гласот, џабе, ништо нема. Добро, поинакво е напрегањето на тие гласни жици, поинакво е на овие. Так. Сепак. Кога ти кажа дека 30 години ќе имаш јубилеј годинава, знаеше, беше свесна дека поминаа 30 години, дека ти лепна вака? Не ми кажа, јас им кажа. А ти им кажа? Јас им кажа. Значи ти си таа што си водиш евиденција, како што? Не, просто се сетив така што еден колега од Пирот ми кажа дека ќе слават 15 години кариера на колешка во театар. И јас се викам, па јас имам 30 години во овој театар помината. Не знам кога помина, знам како помина. Некогаш беше убаво, некогаш беше неубаво. Нели? Како што се во животот. Се во животот, така. Или си долу, или си горе, или си во средина. Важно е да мрткаш. Како ти беше побаво, во средина, горе или долу? Кога ти беше така? Се не можам да кажам дека ми било убаво кога сум била долу, ама Так. ама и тоа Ама си дел од издржала, животот. дел од животот. Се е дел од животот. Знаеш, тогаш е поубаво кога ќе се качиш горе, а си била долу. Точно. Потешко е од горе кога ќе слегуваш долу. Да. Секогаш. За се. За се. Зоре, во овие 30 години, вака кога ќе се направиш една рекапитулација, сигурно си поминала не знам колку носечки улоги и споредни и епизодни и се и се Да, што. добро. Има некои представи кои што вака би ги издвоила одма 1, 2, 3, 4, 5, тие ми се најомилени, тие ги сакав најмногу заради ова и ова. Има. Да речеме, многу ја сакав Железно пиле. Многу ја сакав. Таа е навистина ремека од представи. Да. Многу ја сакав Домот на Бернарда Алба. Многу ја сакав и таа представа. Убави текстови се, значи Да, на текстовите се не пише. Па се лепам, да. Нели никогаш не е доволна само да е добар текст. Да. Меѓутоа, Многу е битен да е добар текст. Битно е. Се е Многу, битно. многу. Се е битно во една представа. И текстот, и режијата, и играта, и начинот на играта, и колегите, и се. Во секој случај, јас сум поборник да има добар текст.
режијата секако треба да е добра. Но ако имаш добар текст, Да, многу добро ќе направиш и Имаш добра основа. Многу основа добра за да направиш главна улога, машка, женска, небитна. Се, многу ја сакав представата Трепирање, која неславно заврши така, за жал. Меѓутоа, мене ми беше многу драга. Тоа беше представа режија на Нина Николич. Таму не можевме да се пофалиме со никоја, да кажам, класична драматургија, како на Лурка, како на Платнар и така натаму. Меѓутоа, беше силна за нашиот начин на работење на представата, за нашиот театарски јазик во таа представа. И многу ми беше драга таа представа. Медеја ми беше драга, Ана Комнена ми беше драга. Сега не можам да се сетам сигурно дека имам уште драги представи. Последнава мајка ми е драга, господја министерка ми е драга, 4 соби ми е драга. Има и драги представи, има и Представи што ги имаш заборавено. би сакала да ги заборавам. А се уште ги паметиш. Па да. А треба да се забораваш. Не треба да се памтат, за да знаеме како не треба. Како не треба. Да, има и такви представи. Да. Има некои представи кои што наистина треба да се овековечат и да се учат на факултет. И да кажеме, значи ова не. Не, никогаш. Веќе не. Веќе не. Доста беше. Пробавме, Видовме како е. не но треба беше така. Не треба Да, така. да. Кога си била, за жал, дел од таков тип на представа, си пробувала да го смениш тоа што начинало Да. и режисерите разберам. биле стриктни дека не. Да, не. Се разбира, мислам, сите ние актерите го правиме тоа. Гребеме, за да дојдеме до некое поинакво решение. Меѓутоа, нели, не може секогаш тоа да вроди со плод. И фала Богу што поминаа толку години, што веќе имам искуство да проценам кога вреди да се гребе, кога не вреди да се гребе. Тоа е доброто во искуството. Така. И некогаш ти е јасно уште од старт дека нема да се случи добра представа. Исто како што ти е јасно дека ќе се случи добра представа. И просто чекаш да помине или едва и чекаш да се роди новата представа. Тоа е нашиот живот. Така. За господја министерка знаеше дека ќе е супер представа? Предпоставував дека ќе е супер представа. Да, предпоставуваш. Излезе уште подобро отколку што се надевав. Се надевав. Па се случија многу немили настани во текот на подготовките. И да, би сакала да го спомнам Самуел Стојановски, кој што остави длабок печат во нашата емотивна и ментална историја во театарот. Многу ми е жал Се случи за време на пробата ваша да го изгубите. Да, многу ми е жал што замина. Не дала дена после неговата комеморација, мислам, комеморацијата што ја направивме во чест на Самуел, се случи кочани и покрај сите тие тешки емотивни периоди, успеавме да направиме добра представа и тоа да биде урнебесна комедија. Иако на сите верувам дека ни беше многу тешко да го направиме тоа. Конкретно во тие моменти. Така, што? Човекот е чудна сорта. И добро е што имаме роднини, и добро е што имаме пријатели. Јас за кочани зборував со мој браточет од Пирот по телефон. И му викам, леле човеко, види, ова се случи, кочани се случи. Ова е многу тажно, ова е премногу, за да може да се восприема нормално, за да си кажеме да не знам. И он ми вика, животот мора да победи. Колку и да звучеше тоа сурово, во тој момент ме врати на земја. Те отрезни. Да, и ме отрезни. Си реков да, животот мора да победи. Затоа и се уште шетаме по земја, затоа што животот морал да победи. Така е. Господја министерка, самата по себе е напишана за улогите да бидат оне што знае да ги одглуми, да бидат маестрално изведени, за тој што знае како актер. Овдека можам да кажам дека вие сите маестрално ги одиграте сите улоги
Но повторно знаев дека кога ќе оди на фестивал представата, дека ти секако ќе ја земеш улогата и наградата за најдобра женска улога. И тоа и се случи. Јас прво не ни видов кога ги доделувале наградите, него само разбрав дека се доделени наградите, без да прочитам. Јас знаев дека ти си ја добила наградата. Јас не знам. Ти не знаеш? Па што не ме праша, ќе ти кажа. Тоа не ми беше мене на крај на памет. Да, знам дека не ти беше на Се крај. разбира дека не ми беше на крај на Но да памет. знаеш што е таква улога направена, било каде да одиш на фестивал да се такмичи, ќе добиваш наградата за најдобра женска улога. Тоа не го знам. И јас генерално не работам за да добиам награди. Јас го работам ова затоа што многу сакам да го работам и затоа што мислам дека ова најдобро знам да го работам. Баш поради тоа што многу сакам да го работам. И не сакам да гледам така на моите улоги, сега да калкулирам. Јас сум скарана со калкулации, не знам математика, никогаш нема да ме бива за математика. И уште подобро за мене. Зборувам за мојата кројка. Мојата кројка е таква. Јас ја сакам оваа работа и секоја улога ја работам со сите мои оружја. Со се што располагам. За наградата кога ми јави Жара, директорот ми се јави вечерта пред доделувањето да ми соопшти дека сум ја добила наградата. Па се убедувавме на 20 минути. Да? Да. Кажи како. Доби награда. Ми се јаваме, вика, што правиш утре вечер, слободна ли си? Јас ака викам, да. Зошто? Да дојдеш во Велјас да прочиташ нешто. Јас прво не знаев кога завршува фестивалот. И никош не знам кој датум е денес. Малце сум искарена со тоа, со времето. Мене времето во главата поинаку ми врви. И да дојдеш да прочиташ нешто. И сега мислев, нели, пред секоја представа има некои конференции кои Да, што да, чита нешто ќе кажат. чита околу. И кам, леле, Жаре, сега за тоа да доаѓам да прочитам нешто. Кам, зашто? Не, да дојдеш да прочиташ нешто и да се ја подигнеш наградата. Викам, молат, наградата да се ја подигнеш. Важи, викам, и ти да дојдеш да се ја подигнеш наградата. И не му верував, пошто со Жаре цело време таква ни е комуникацијата, несериозна, да кажам. Викам, сериозно ти доби награда за главна женска улога на фестивалот. Јас викам, да, сериозно и ти доби награда за главна женска улога на фестивалот. И упорно не му верував. Мораше да вика други луѓе, да ми ги дава на телефон, да ми кажа дека јас ми земала награда. Викам, не, добро, сега остави го тоа. Кажи ми, дали за главна машка улога зема Александар Крстич од Ниш награда. Так. И чекај да прочитам на список. Да, земал. Јеле викам, браво, пошто беше гениален. Так. Јас повеќе се израдувам за Александар од Ниш, Так. отколку за мене уште не ми е јасно дека сум ја добила наградата. Добро, мислам, убаво. Фала. Се разбира дека сакам награди, кој не сака награди. Меѓутоа не се приоритет. Господја министарка доби за најдобра представа и за најдобра режија. Не, за најдобра женска улога. Главна женска улога. Добро. Најдобра представа на фестивалот беше 12-ка. 12-ка. Режија беше на Синиша Евтимов. Режија на Синиша за 12-ка. За 12. Так, да. так. За 12. Не, знам дека Синиша доби па за тоа. Да. За 12. Добро, добро. И најдобра од публика беше црногорската представа, Покојник. Так. Саша Тасевски беше. Саша Тасевски зема за машка споредно. И Марија Новак и од Марија Новак. Да, Секс лаги и Љубомора. Секс лаги и Љубомора, тоа е представа на Охридски театар. Да, во режија на Коли. Во режија на Коле Ангеловски. Марија е фантазија. Не сум ја гледала зашто. Фантазија е во представата. И сега Сигурно, Марија е фантазија сама по себе. сама по себе е фантазија. Да. На Марија се јавив, прво ти се јавив тебе, после се јавив на Марија. Вика, Марија, те пофаливме со Зорица, само Зорица те нема гледано. Вика, За жал, да. И јас си ја раскажував каква си била, што си била. Да, Марија е стварно супер и ти си одлична во представата, навистина направена живка или како би се вика живкица или живана, направена идеална. Она што можеше да се направи од представата и по текст и режисерот како што барал си го направила. Фала многу. Мајка, како беше процесот на работа, затоа што пак да се вратам на почетокот на емисијата, кажав оваа година 2025 е во твој знак, значи
И првата представа што беше поставена Да, беше дел од прославата на мојот. славата, мајка, Да. па продолжува со господја министерка, па после тоа не знам што ќе правиме. После ќе се работат други представи. Да, Не знам што. цела 2025 е моја. Не. Првиот дел е мој. Првиот дел е Со сигурност. мој. Да, за натаму не знам. Мислам дека во план се некои други представи. Не знам дали сум во подела се уште. Не знам. Сигурно. Ќе видим. Ќе видим. Ќе видим да сме живи и Да здрави. сме живи и здрави. И кажи ми за мајка, како беше? Мајка беше тотално поинаков и текст, и жанр, поинаков вид на режија. Јордан Витанов беше режисер на таа представа. Материјата беше тешка, емотивна. Ти ја немаш гледам. Ја немам да. Да дојдеш да ја гледаш. Играте, значи ден по ден, не може и пауза, ти не Да, правиш сега пауза. така. Сега така? Јас го читам репертоарот што ќе ми го дадат Си и викаш ова што- доаѓам и играм представи. Да, тоа ми е работа. Да, не. Затоа земам плата. За тоа земаш па. Кога ќе земам? Кога ќе земеш, да. Да, еве сега земав. Сега зеровте и со не знам таму колку посто имате плюс земанеш. Да, се прекрши. Се прекршивте. Така. Да. Дај да ги потрошиме тие вишокот, ако се многу, Може да се потроши. може да се потроши. Многу брзо. Многу брзо. Многу брзо. Јас сум многу способна за тоа. За тоа Да, за тоа ме бива. махерка си. За тоа ме бива, да. Можам да потрошам многу пари за многу кратко време. Така. Да. И сите да бидат среќни за тоа. Ова што го носиш е од Ова е првиот мој костим за представата. министерка, полукостим. полукостим. Да, не сум со патичињава, не сум со феланките. Имам една марама бела и папучки. Колку костим имаш? 4. 4. 4. Кој ги правеше костимите? Илина Илина. Ангеловска. Да, Одлични костими направени. да, да. Лесни се за обликување, со обликување. Да. Се внимава, значи, на костимот да е Па да, и да изгледа на сцена како што треба да изгледа, но и да му е пријатно на актерот да го носи. да. Вчера вечерта играм министерка, малку беше жешко. Ама добро, може би тоа ќе го средиме со вентилацијата која ќе се пушти, нели, да има малку клима. Имам последниот костим ми е со едно бундиче на крај, така почнав малце да вријам на крај, а среќа кратко трае тој четвртиот чин, така да се издржа Се издржа се како што Да. треба. Публиката што правиш? Публиката се смееше и аплодираше. И многу ми е мило дека се забавуваат и дека има добри критики. Сакам да кажам позитивни критики. После критики. представа. Продајани се картите, се барат. Ово за оваа представа беа распродадени уште кога излезе репертоарот. Така. Беа за стварно за многу кратко време распродадени. Сега ќе се пуштат за 10 мај, мислам, ако веќе не се во продажба. И тие ќе отидат многу брзо. Така. Следниот месец играме на 10 и 20 мај. Зоре, представата е на Синиша Евтимов, кој што прави само, да не речем, хит представи. Да. И гревата е да е на локално ниво останата, мислам, веле се Скопје се блиско, но подобро би било некако да дојдете едно 10 дена поред да ја изиграте во Скопје, во некој театар. Јас Да, ти место да патуваш тука да преспиваш, ќе си спиеш да, би дома. била добра промена. Добра промена би била тоа, да. Ама сепак тоа не влегува во мојот опис на работното место. Не можам јас да ги правам. Иначе одма тоа ќе го направиш. Па, не знам, некако и јас многу си ја сакам нашата сцена и многу си го мислиш- сакам овој театар. Мислиш тоа би сметало на представата ако Не се би смени сметало, сцената? меѓутоа, нели некои работи кога си навикна да си ги правиш дома, си ги правиш дома. Мислам дека ние во последно време, во последниве години, имаме многу публика од Скопје и случајно се сретнав со некои луѓе после представа, седнавме тука во блискиот локал и ми приде една жена да ми честита за представата и да ми каже дека од Скопје и дека редовно доаѓа на представи во Велес, затоа што тука немала никаков проблем со паркинг. Прво и основно. Стварно. Во Да, на Велес нема луѓето во проблем. Скопје им е смачено од Во Велес нема проблем со не тоа. затоа што ние во театарот имаме паркинг. И доаѓаат луѓе од представата, се паркираат на паркинг, гледаат представа, потоа тука во офицерски се седнуваат да испијат пијачка, да изедат нешто убаво, добро припремено и подготвено, пријатна атмосфера и ова име, како кажа жената, ова ми е фул пакет.
Си доаѓам, си гледам представа во Велес, што само 20 минути од Скопје, ни Скопје гужвите веќе сме навикнати и тоа е многу добро. Да си доаѓа публика од Скопје во Велес да гледа представа. Па еве каде е Скопје. Да. Ствар. Тешко е влегувањето и излегувањето од Скопје, иначе Да, ма ние Скопје сите и што сме од Велес е- Скопје, веќе сме се Навикнати и на окупувани. тоа. Да. сега кога доаѓав за 15 минути излегов, но обично во Кавадар си бев во средата, 36 минути излегов. Опа, тоа е добро. Да. Полошо е влегувањето во Скопје околу 2, 3, 4 Да. саат и пол до дома. Сат и пол до... Од влез на Скопје, значи од Маđари до дома, саат и пол. И што викаш да преспијам во Велес, да не си одам, ти не може да Не, се... не го викам тоа, се викам добро, ајде сега ќе мислиме на нешто друго, ќе се пуштиме убава музика во кола и така. Ќе си ја спремам представата следна. Па не, мораш да имаш и фокус да ја Да, нели? така. Ама ете с убава музика, со фини мисли, ќе си стигнеш дома, па ќе си свртам некој кругче пред зграда да најдам место за паркирање и така. Зорек, кажи ми, во овие 30 години, освен театарот и освен тие позајмување на твојот глас убав за патување, луѓето патуваат со тебе, не знам до кај се стигнати. Сегде име Полинезија, Малезија, Бали и такви, сегде сте појдени, Да. благодарение на твојот милозвучен глас. Благодарение на проект некој што се сетил И да го на проект. направи. Тоа се ме покани, фала им многу за тоа. Тоа е нов проект? Тој проект трае веќе 2 години. Јас снимив 200 приказни. Браво. И сега има уште една нова тура, уште 100, кој што ги снимев. Се за Значи, чудни природни појави, нешто така беше. И има еден пакет од 100 приказни за животни низ целиот свет. Јас го читам тоа за чудните природни појави, за убавите природни појави, нешто така беше. Да. Тоа е. си се гледаш? Не, Не? не знам кога одат. Аха. Најчесто работите и приказни кога имам снимано. Значи, дали еднаш ми се има случајно или 2 пати во животот да фатам некоја приказна. Јас да ја фатам на телевизија, мислам, не, немам навика таква. И кога ќе се видиш што се викаш, може подобро да направиме, да? Не знам што се викам. Да, некојаш ако нешто не ми се викам. Не. Може би можеше ова поубаво да се направи. Да. Ама генерално не се викам ништо. Тоа се оди на телевизија. Што имам јас од тоа? Така. Да. Ти посакувам вечер да имаш преубава представа. Сум сигурен дека ти имаш преубава представа. Дај Боже, мене ми е тоа многу битно заради публиката, која што слушнала за представата и сака да гледа добра представа и секако дека не би сакала да изневериме некакви очекувања на публиката. И мило ми е кога уживаат. Ќе дојдам со големо друштво да те гледам на представа. Уживав на представата на премиерата и би ја гледал сигурно уште 100 пати. Фала многу. Така што ќе се гледаме сигурно и на 25-та, и на 50-та, и на 100-та изведба. Дај Боже, дај Боже. Да, Дај се- Боже да живее. Нека живее и Што мора подолго. што подолго. Така е. Фала ти многу да си ми живе и здрава за убави работи, да се гледаме, да бидиш ведра, весела, насмејана, гласот да ти е идеален како што ти беше. Фала многу. Фала многу. Се да си оди како што треба, коцките да не се... Да ни се наместат. Фала ти што уште сакаш театар и фала ти што уште доаѓаш да испочитуваш театар. Се гледаш. Фала ти многу. Чао.